Злосторот кој во петокот се случи во Штип создаде буре реакции кај граѓаните. Штип е неедногласни дека ваквиот настан е повеќе од страшен, поради самиот факт дека убиецот судбината на убиената ја презел во своји раце, па за него Бог веројатно и не постои. Според нив, најверојатно станува збор за психолошки проблем, а тоа го укажува неговата безчувствителност и рамнодушност. Леле, е страшна работа, немој. Такви работи не треба да се случуваат, младите треба да се сакат. А во е страшна работа. Насилство. Лего, сигурно некој ѓавол уни. Тоа да го направиш не е ништо човечко. Не е нормално тоа да го направиш. Страшна млада жена да е насилство да правиш врз млади луѓе, па тоа не си човек, тај не треба ни да излезе од затвор. Страшно тоа не даде Господ на некој на никој да се десе. Детото да ти го утепа некој што си го чувал. Нема шанса. Може би она нешто сгрешила, али он никакво воспитање. Шо ме ојдело у затвор, сигурно е работил некои кривични дела, што е толку години бил притворен. И сега... Тај ще убива, нешто му фале сигурно. Дефинитивно ставно пореметување на нервниот систем, други работи. Сега се собрало, видиш дека сега нешто многу тешко за живеачка и тоа се собира се. Единствено може да биде генетски фактор, меѓу тоа тешко работа, тоа не верувам. Тоа е бетер од психоот патијари, како го викате тоа. Тај животно робија нека му даат. Срамота прво жали за детецата што ги остави, мало дете оставија. Грота е тоа. Па тоа обавезно дека ќе плаќа на другиот свет. Тоа ќе му искара Господ, не забрава на тоа. Тоа ќе му плати на него. Еден ден доке дојде ќе му плати, само не се знае кој ден. Па зашо? Како би било убиство да направиш, ја не сум свесен. Инаку, настанот се случи во петокот околу 20 часот и 15 минути во близина на паркот Суитлак, а убиецот по настанот сам се пријави во полициската станица во Штип.